Нема правда, нема мир е слоганот на чии крила се случи промена на власта и пад на режимот на Груевски. Денеска, 3 години потоа, прашањето е има ли правда и има ли мир? На овие прашања во интервју за Нова ТВ одговара премиерот Зоран Заев. Премиере, благодарам што прифативте оваа наша покана да поразговараме на тема правда во Македонија. Да не ви пренесувам јас или да не констатирам јас. Еве, 3 години подоцна, има ли правда и мир во Македонија? Прво да ви поздравам сите на нова што ќе не следат. Благодарам за можноста да дадам интервју. Секако дека има правда и мир повеќе од тоа што имало. Веројатно не онака како што сите очекуваме, но мора да знаеме прво се 2,5 години, не се 3. Второ, не се ни 11,5 години. Правдата веќе во државата се насеќа од секој можен аспект, заради тоа што случаевите како рекет, како тоа што никој не е изземен од одговорноста во државата, дека обвинителството и судството може да отвори случај за секој во државата, е сериозна потврда за враќањето на правната држава за која што се боревме. Многу треба уште да се работи, секако, заради тоа што ќе има и едно прочистување во правосудството, кое што ќе заекне правдата, а со тоа и мирот во државата, но има слобода, има демократија, комплетна каде што луѓето можат да бидат коректив, слободно да зборуваат, слободно да укажуваат, слободно да критикуваат, кое што и како се голем дел од вредностите за кои што се боревме. Да не заборавам, сето тоа се случува во период од 2,5 години, каде што се решија сите крупни прашања на оваа земја, кои што беа проблематични прашања, иако че ја стагнираа земјата, се успеа во стратешките цели, членството во НАТО веќе е недискутабилно, веројатно ќе добиеме и почетокот на преговорите, односно потврдени се сите успеси, вклучително и од председателот Макрон, кој што јавно ги потврди сите успеси, во еден таков период, кога расте економијата од минус 1,8 на 3,6, еве ги и првите сигнали на правната држава, кои што се случуваат. Законите се донесени, извршната власт тоа го направи, парламентот тоа го направи, мора да менуваме менталната матрица, сите, секако, зборувајќи за правосудството и правосудството, за да може на крајот да имаме здраво општество, да дочекаме сите правна држава, онака какво што ја гледаме во современите земји, кои што, by the way, иако и тие имат еден дел од проблемите, но јас верувам дека успеваме, дека придобивките се видливи и дека сето тоа е само причина да продолжиме по исправниот пат. Се сложувате ли со тоа дека главен проблем на граѓаните и главна забелешка до оваа влада, на страна еве успесите кои сами ги спомнавте, е тоа што правдата не е задоволена. Бомбите со кои вие ги објавивте, со нив докажавте што се случува во државата. Какви се релациите на власта со судството и сите други, ако може така да кажам, малигни врски кои го спречуваа принципот на владењето на правото и кој државата ја доведува во ситуација онака како што Европската комисија ја нарече во извештаите во тоа време заробена држава. За жал, многу малку од тоа што го слушнавме во бомбите, што се правело и кој правел, денеска е одговорен или имаме правосилни пресуди или било што друго за да биде задоволена правдата во таа смисла. Значи, секако не можам да бидам задоволен, заради тоа што не ми се задоволни и граѓаните. Ни па јас лично, еве сам да се изолирам, не сум задоволен. Но, знам дека сериозни процеси отпочнати. Знам дека одредени пресуди се конечни и правосилни. Знам дека имаме правостепени пресуди за одредени предмети, кои што се чекат второстепен. Знам дека ќе се носат доправа пресуди. Да не заборавиме, предмети за Санадер уште се водат, за Саркози уште се водат. Ние не сме поразлични и во делот на менталниот склоп како суди и обвинители или самите процеси наши се по европска регулатива и законодавство, но верувам дека правдата ќе биде задоволена. Секој што се огрешил ќе си носи одговорност и овде додека дишам нема да дозволам било што да измрда, заради тоа што нашето почитување на правните процедури и судските процеси исто така израз какви сме сите. Јас верувам дека сите овие процеси на крајот ќе потврдат вистината, која што беше главната аспирација на револуционерниот ни наш народ, кога се дигна и го крена гласот, да ја дочека, преку таа вистина да се понесе одговорноста за секој што се огрешил према
законите, но и секој кој што ќе се докаже невиност да се потврди дека навистина е невин. Премиере, да одиме сега било каде, вон партиското членство и во партиските трибини. Сите се убедени дека постои дил меѓу едната и другата партија за да се забошотат криминалите кои се сторени од припадници, од било кој има политички закрила. Никој не е во притвор, од друга страна имаме дадилка која е во притвор и на која судот експресно и досуди 30 дена притвор, иако ниту може да го повтори случајот, не може да влијае врз сведоци бидејќи е на камера. Ништо се разбира без одбрана за неа, но во некои случаи судот постапува експресно, додека во други гледаме како тоа се одолговлекува во бескрај и дава чувство на граѓаните дека просто таа работа е завршена во некои канцелари или ходници или кафеани било каде со некаков политички договор. Зарем крварев за да се договорам со некој тајно? Зарем семејството ми беше под закани целиот период како и многу други семејства во нашата земја, за да некој тајно се договара со кој? Со бегалецот да се договорам во Унгарија? Со Сашо Мијалков? Со кој да се договорам во државата? Можам да се договорам само со мојот народ, да доживее правда и да се понесе одговорност од секој. Во притвор дае дилката исправно, судот донел одлука. Исправно, но од друга страна, кога станува збор за други случаи, беа во притвор и по 100 дена и по 150 дена. Голем дел од случаите на СЈО беа во притвор и по 100 и по 150 дена луѓето. Јас зборувам сега прво како моја конфирмација дека притворите не се правдата. Судските пресуди се правдата. Кога треба да има конечна пресуда и некој да се одлежи казнат. Таа правда ние очекуваме. Судите се одолговлечуваат, процесите се одолговлечуваат до бескрај. Ке се донесат одлуките, не се сомневам, не заради тоа што Заев така мисли, не заради тоа што Заев така сака, или оваа власт така сака, заради тоа што сега е слобода, демократија, будното око на јавноста е фокусирано комплетно, судиите мора да носат одлуки. Денеска се знае се во државата. Никој не може ништо да скрие. Бегање од одговорноста за предметите, за таму каде што постојат аргументите и доказите нема. Но, и тоа така ќе се сами случи. рековте дека судството е последниот бастион на заробената држава. Така. Го стартувавте мандатот со голем елан и оптимизам дека ќе се случат работи. Се формира работни групи, се ангажираше невладиниот сектор, експерти, професори и така натаму. Потоа како тој елан да спласна, 2 години ништо не се случуваше и сега наеднаш се вративте со изјавата во која велите судството е последниот бедем на заробената држава. Бевте ли наивен кога на почетокот рековте го отворив судството како пупка и кога ги најавивте реформите кои треба да се случат? Знаете како шеф на опозицијата ја фрлив ракавицата и пркосев на судството. И велев, суде, не ти доаѓам на рочишта. Не се појавам секој понеделник да се регистрирам во судот. Дојдете, притворете ме, за да докажам дека тоа е под контрола на политиката. И тоа така се случи во тој период. Отварајќи ги сите овие бомби, така наречени во тој период, јас и тоа го докажав, впрочем, и на крајот, што направивме? Направивме да ги донесеме законите со консензус во парламентот, поминаа преку судскиот совет преку советот за реформи во правосудството, овде во владата, парламентот ги изгласа, а да не заборавиме. Заев не го биравме за председател на судски совет или на Врховен суд. Не. Заев не може да одлучува за тие судиите кои што си носат своја одговорност и земаат плата од нашите граѓани или за обвинителите во обвинителството. Сосема сте во право да велите тоа. Тоа е така, принцип. само да Извршната власт не смее да се меша во судството. Така е. Да. Јас ги овозможив сите услови. Тие самостојно да одлучуваат, самостојно да действуваат и самостојно да пресечуваат во делот на своите одлуки. И сега од оваа позиција, поаѓајќи од таа принципиелна точка која ја спомнав. Така. Дали мислите дека бевте наивен што ги оставивте тоа сам, односно да нема никакво влијание извршната власт и судиите дека сами ќе ја завршат работа. Зарем? При тоа знаејќи дека да не навлегуваме во детали имиња, дека до ден денеска обвинети во случаи на СЈО, обвинители, суди слават куќни слави и одат на мекици на раѓање на деца и така натаму, нема потреба да навлегувам во Мала не е имиња. земјата, се се знае. Се се знае. Но очигледна е
таа малигна врска која се уште постои. Во времето на ВМРО од 400 до 500 суди беа именувани. Во последните неколку години ништо не се случи во судството како промена на тоа. Сваровски судиите не гледаме дека се разрешуваат. Господин Ивановски, значи еве вака прво судијата си ја носи својата одговорност на градот и пред својот народ и денеска е убавината токму во тоа. Што тој ќе одлучи, директно го добива коментарот на јавноста, директно. Порано се молчеше. Никој не смееше ништо да гукне. Но критиките одат на ваша сметка, премиере. Јас се согласувам, но да не заборавиме дека има земји кои што се членки на Европската унија со своите проблеми во целото правосудство. Денеска веќе можеме на површина да извадиме конкретни случаеви со кои што може да се пофалиме, во кои што ќе кажеме дека да, еве го доказот, каде што правната држава се враќа, но исто така можеме да извадиме на површини да граѓаните знаат како тоа ќе се прочисти во делот на она што се уште значи сваровски судство. Така да затоа отпочнуваме еден процес на целосно прочистување, заради тоа што и ние не сме задоволни. Законите ги донесовме и, не знам, предметите се процесирани и луѓето чекат разрешница. Чекат конечни резултати. Така да, тоа што денеска е создадено, е убавината и богатството. Причината народот да притиска за тоа, слободно да разговара, ќе ги реформира самите процеси. Прочистувањето кое што почнува во правосудството, ќе ги отстрани оние малкумина, суди и обвинители, за да можат оние честните и професионалните да продолжат да работат. Во тој дел работите мора да ги завршиме. Тоа е и наша обврска. Ама не може очекуваат дека премиерот ќе влие на судството. Јас не можам да се фатам себе си како се јавувам на суди и се заканувам. Како тоа будно ги контролирам. Па против тоа се борев. Заедно со сите вас, со целиот наш народ, се борев за тоа. Има начин како. Да, телефонот, јавување, притисок, емисарите, не бе човек тоа, ние се боревме против тоа. Затоа ќе одиме на вака транспарентен, на вака отворен начин. Во моментот не чешла мене и министрите антикорупцијска. Така треба. Прво власта се знае, но има да и прочешла и судиите. Судскиот совет, советот на јавните обвинители, па имат вградено алатки во законите, каде што може да ги употребат и да направат свое прочешлување на правосудството. Управа за јавни приходи може да провери потекло на пари и имот на суди, обвинители, членови на нивни семејства. Ние имаме закони веќе донесени. Зошто тоа не, тоа е прашањето до јас не ве прашувам зошто не се јавувате на телефон кај судија, но зошто сега го барате вие тинготи велите да се проверат имотите. Зошто до сега, знаејќи сваровски судии и сите привилегии кои ги уживале, повторно еве, сами рековте, мала земја, па се знаеме како е. Зошто институциите на државата, кои вие ги контролирате, не го направија тоа досега да издвојат случаи на судии, обвинители, кои, може би луѓето кои се лаици знаат дека имаат стекнато имот кој е несоодветен со нивните примања. Заради тоа што вие, граѓаните, баравте прво нас да не испроверите. Па не 2,5 години чешлате и главнички попрекум. Посетете нормално. Плашејќи се да не некој нов скриен режим е тука или исти. Но никој не може да замери ако тоа вие го правевте и на судиите и обвинителите кои знаеме, кои знаеме што се случува во судството и обвинителството. Мора да ми дозволите малку повеќе да зборам. Значи, во такви едни околности, ние не можеме за 2,5 години. Сите работи кои што сега ги видов, зашто не го побаравте тоа пред 2 години, па да почнеме пред 2 години. Сега го побаравме сите и сега го правиме. Сите, зашто? Заради тоа што дадовме шанса преку новите законски решенија да работат судиите. Но кога видовме како застаруваат предметите, како се враќаат на новиот почеток, хоп, дискурсот се појави во јавноста, дебатата и тргнува извршната власт да извршува. Побаравме тоа што го имаме ние како алатки, ја замолив антикорупцијска. Не можам да и наредам на антикорупција, па таа мене ме контролира. Замолив, благодарен сум, што и од 1 јануари ќе внесат во програмите на нивното делување. Но Сања Лукаревска, директорката на Управа за јавни приходи, може да почне да чешла. Законот го дава тоа право. Директно. Да си плати на ред суди, обвинители, поврзаности, имот, пари, семејства, готово. Јас сум 7 пати чешлам во оваа држава. 6 пати како опозиција, сега 7 пати како премиер. Па што тоа да не се заштитени некои судиите? Па тие земат плата, јас земам плата. Па сите имаме на крајот одговорност. Па граѓаните секој ден плаќајќи давачките, ни даваат плата. Па најмалку што треба да одработиме, честно да одработиме. Така да ќе си постапат сите. Судскиот совет, немам надлежност над него.
Но сакам да си го примени законот. Затоа адресира. На крајот е повикав Европската комисија да употреби алатката high profile cases. Контрола, односно мониторинг на случаеви со висок профил. Директно да дојде. Изборев за тоа и ќе дојдат. Ќе контролират. Ќе се средиме државата и во делот на правосудството. Да не заборавим. 2,5 години. Каде тргнавме? Што имавме? Имавме пропастена држава, заробена држава, финансиски задолжена држава. Денеска сме членка на НАТО, почеток на преговорите имаме, економијата целосно авангардно, еден куп реформи се случува во државата и осудството ќе постигнеме успес. Не може да не ги постигнеме успес. Нема бегање заради тоа што таков вид на амбиент сме создале од тоа. Се обидувам да го артикулирам и да го резимирам најкусо што може гневот на граѓаните. Спомнавте УЈП дека може да чешла судиите. УЈП многу ревносно ги чешла кафулињата, малите дуќанчиња, казнува за ако се најдат 1000, 2000, 3000 денари вон фискалната сметка во некоја фиока. Наспроти тоа, не се прави тоа на оние луѓе, суди, или се обвинители, луѓе кои со сомнителни CV-а, да не ги споменувам професиите, за да не ги навредам честните во тие професии, кои по ниедна основа не можеле да стекнат богатство, јахти, глисери, вили, бентлија и не знам какви коли. Проверка на нивниот имот никој не направи. Прво, основната дејност на управа за приходи е да контролира стопанството, плаќањето на даноците и слично. Меѓу другите дејности ја има и оваа надлежност, која што во иднина и ќе изгасне заради тоа што поминува кај антикорупцијска, па таа дава насока на финансиските институции да го прават. Но досега не е променет законот за управата за јавни приходи, па таа надлежност и останата, па може да го направи. Ако некој пријавил, и веројатно има ли проверка на одредени имоти по пријава на МВР, по пријава на други институции, по пријава на граѓани или слично, сега пријавата е јавна. Која што ја правиме? Јас повикав како председател на владата, граѓаните тоа го прават секој ден, да се направи едно прочистување во делот на правосудството и сега ќе постапуваат. Затоа, зошто тоа кога прашувате не го правело паралелно со проверката на дуќанчињата, на бутиците, на другите дејности во државата, заради тоа што сега се јавува и самата потреба. Сето друго што зборуваме, проверките се редовно работење на управа за јавни приходи, ова е дополнително работење кое што така и предвидено во законот, да има пријава, да има некоја иницијатива, да поднесе некој, да има аргументација за да почне. Управа за приходи не може да не чешла секој ден сите во државата, сите граѓани, така? Освен ако има одредени индиции, докази, потреба, причина, аргументи, тогаш постапува и во тој дел на својата надлежност. Само прашувам, дали доколку судството е такво какво што е и обвинителството, односно правосудниот систем, дали постојат институции на владата кои се во можност да одговорат на некои од фрустрациите на граѓанството? Тоа што се под нас, како извршна власт, институции, верувајте, ќе одговориме безпокорно, комплетно за се. Ние сме горди, што возможивме, независно, растеретено, без било какви предрасуди, пречки или одговорности, јавното обвинителство да истражува случај како рекет. Каде тоа може во Европа да ми кажете кога обвинител е во затвор, во притвор бил? Може некаде така газдите на медиумите, кои што биле провладеачки, да тоа се случува? Зарем тоа е мал доказ за враќање на правната држава? Секако недоволен. Ние очекуваме комплетно тоа да дрма, да блеска, да свети во делот на својата авангардност, независност, прецизност, докажливост, аргументираност и слично. Но во минато време да беше, некој тука во врхушката во власта, тогаш не ќе собереше парите, тој што ги дал имаше да молчи, оти ќе види. Овој телевизијата, па оти владина, па не смееше никој да ја чепне. Сега заев тоа, премиерот го пријавува, допре дори до високото раководство на СДСМ, и тоа тера процесот, целиот, па различно е, господин Ивановски, не е исто. Зарем тоа е слаб доказ дека на вистина извршната власт создала околности и услови. Нашиот народ тоа го направил. Ни својата борба, ни својата слобода, ни својата дискусија. И тоа продолжува така. Зборувам уште еднаш 2,5 години се случуваат овие процеси. Прочистувањето и прочеслувањето,
што треба да се случи во правосудството ќе се случи. Од тоа бегање нема. Тоа прво треба за сите честни суди и обвинители да се случи заради тоа што и нивниот образ се влезени сите во купче заради одредени поединци. Тоа прочистување ќе се случи. И тоа вие го спомнавте, се знае кој тоа има јахти, кој има по 7 стана, кој има не знам какви коли или слично, или пари на сметките, или имоти на своите деца, или па тоа се знае, мала земја сме. Кај нас се знае. И јас верувам дека тоа прочистување ќе извади на површина работите. И ќе влие и како многу позитивно да на сите дрво процеси. не е исто, далеку е од исто. Прашањето е зошто ја немаме правдата која ни е потребна за да го имаме мирот. Така е. Заради тоа што 2,5 години на состојбот кој што тргнавме, сосема не се доволни. Заради тоа што голем дел од правдата која што чекаме зависи од поединци, зависи од личности. Во конкретниот случај се викат судии, се викат обвинители. Заради тоа што не зависи од законите, не зависи од нашата убеденост, не зависи од нашата работливост. Тоа што требало ние го завршивме. Европа го штиклираше 100% завршено. Тука беа најповеќе правосудните реформи и борбата против корупцијата. Штиклирано е до тоа ниво до каде што ни беа дадени задачките да ги завршиме. Затоа не случајно 23-24 се отварат прво поглавјата. Правосудство, слободи и слично. Заради тоа што тоа треба да доживее комплетен трансформативен процес. Но него ни чекаме тоа, почнуваме. Почнуваме проверки и прочистување во правосудството. Зошто да ден порано да го правиме тоа? Ќе ни се најде со делот на поглавјата, ќе ни биде од помош, заради тоа што тоа ни треба за дома, заради тоа што самото тоа е доказ дека ние треба да се европеизираме, ако сакаме да бидеме европејци и да бидеме членка на Европската унија. Дома е тоа што се случува со Европа, со поглавјата, со нашата пристапност и се поблиска иднина со Европската унија. Така да во такви околности еден дел од работите зависат од поединци. Го гледате поединецот, го тере, го тегне, го прави процесот оп, застарело делото за Груевски. И сега не знаеш дали обвинителката која што го ставила под сомневање за 3 години, а другите за повеќе од 5 години, прво се прашувате зошто. Второ, судијата кога го знаел тоа, дека тој е осомничен, односно обвинет за 3 години, па зошто не закажал како една судика царска, например, која направи интензивни, тоа што предметот доаѓа, тоа ги боли граѓаните. Ја само јавно ги испоставам прашањата кои што се прашуваат на крајот гре. Зошто прво бегалеца не го издвоиле во предметот? Па само него да го судат. Па тоа го имат како право. Па да е присутен тука, па брзо ќе ги донесат одлуките. Ке докажат и се. Мислам, има многу мегдани. Јасно ни е на сите ко ден која е врската и што се случува во судството после толку именување на суди од страна на ВМРО ДПМН и ваша принципиелна пасивност во однос на Јасно ни беше како ден и пред 3 години. Чекај. Само малку. И пред 3 години ни беше. Јасно. Сега што е разликата? Сега действуваме. Сега зборуваме. Сега правиме притисок врз институциите, зарем малку е тоа. Сега и тие институции се менуваат пред тој притисок. Сега излеговте Тоаш молчевме. Во јавноста и рековте дека има проблем во судството и дека судството е последниот бастион на заробената држава со право. Но сега се избори. Самата министерка за правда рече дека ветингот би можел да се случи по изборите. Сега е прашање дали вие ќе ги добиете изборите, бидејќи ако не ги добиете вие изборите, тогаш може да се случи дека сите предмети кои се на СЈО изборите ги добиеме, што ќе добиеме. Затоа што нема друга алтернатива. Јас сум убеден. Океј, ќе зборуваме друг пат на друга тема, таа се разбира. Се согласувам. Да. Но ветинг, како што рече министерката, не може да има во овој ваш мандат. Тоа е готово. Ќе има премиерот вика ќе има. И ќе почне од сега. Заради тоа што сум по функција повисок од министерката. И заради тоа што ние не правиме ветинг. Ветинг правеше Албанија. Нас не треба ветинг, тоа е различно. Ние правиме прочистување и проверка. Прво тоа да биде чисто. По постојните закони. Во Албанија се ветингот почна како процес да се донесе за регулатива, да се формират меѓународни тела, каде што политиката не влија и почна целосното тресење. Кога ги почнаа отворените предмети, 200 сами се откажаа судии. Да, така слушавме, така и останаа без судии сега бидејќи, но да не навлегуваме време. Почнуваме прочистување и целосно проверување на правосудството. Согласно постојните закони, институциите действуваат. Тие институции најпрво ќе действуваат што се под извршната власт. Каде што сум јас одговорен. Пред април ќе имате такви резултати? Не пред април, почнато е. Почнато и проверките се почнати.
Секако треба време, заради тоа што се сериозни процеси, тие граѓани кои што се проверуваат имаат право во државата, имаат устав во оваа земја, има закони, но проверките се почнати. Се создадени тимовите, се вадат изводите, се прават проверки, и ќе се прават проверки. Тоа од извршната власт. Се надам антикорупцијската комисија од 1 јануари ќе се уклучува. Оти вика од следната 2020, следната 2020 и септември. Не треба од јануари да се вклучи. Судскиот совет го молам да ги употреби своите алатки. Јас не ги знам кои се таму суди, знам дека некои мандати завршиле, некои нови се, не знам кои се, но сакам да си го завршат тоа што им обврска према законите. Имаат прекрасна шанса во судскиот совет да стават печат дека они во нивно време, додека они ја добиле честа, да направат прочистување на правосудството. Таму имаат можност да проверат судриот на интереси, фамилиарната поврзаност, личните интереси. Па го има тоа вградено во новиот закон со реформите за судски совет, во новиот закон за судовите, кои што го донесем, да делуваат. Кога сте кај судскиот совет, на 20 членови им истечен мандатот, во собранието не сте во можност да се договорите кои ќе бидат новите 20 членови. ВМРО вика ДУИ и СДС не можат да се договорат. ДУИ вика ВМРО и СДС не можат да се договорат. Да ве прашам искрено, постои ли спрега меѓу ДУИ и ВМРО која го невозможува екипирањето на судскиот совет? И што се случува што не може да се донесе таа одлука која е можна важна за функционирање на судскиот совет? Не само судскиот совет, советот на обвинители. И таму има уште едно место. Добро што го кажете. Што е со тоа? Што е со тој процес? Кој кочи премиере? Вие сте тие кои го имате мнозинството во собранието. Да, го нема во комисијата. Имаме 5 члена од 13 члената комисија. Што е со ДУИ? Секој нека си носи одговорност. Апел до граѓаните, будно следете таму што се случува. Треба да следат. Да не изберете член на судски совет македонец, албанецот да го изберете. Помина, така беше. Тоа се мои сограѓани, 20 кандидати. Прво по раката и мене ме копка, ги копка и граѓаните. Зошто? Кој како каде се договорил тоа? Тука да не даде пас да помина, на комисијата за избори минува, тука да помина. Што се случува? Не. Прашањето е до вас, премиере. Не, јас не знам. Во парламентот што се случува? Граѓаните треба да... Не знам што се случува во парламентот. Граѓаните чекаат Јас истражувам што се случува во парламентот, истражувам што ќе добијам информации, ќе зборам гласно, за тоа ќе рикам. Ако знам дека има таква спрега, за да се блокираат процесите. Па процесите во правната држава и враќањето на правдата во државата. Ама ќе викам на цел глас. Не дали ќе зборам, сега истражувам, нека истражуваат и граѓаните, да дознаеме, таму нешто се случува. Како бе тоа? Комисијата каде што опозицијата има мнозинство, таму 7 има опозицијата, ние заедно со ДУИ имаме 6. Ги блокира делот на законите од медиумите. Програмскиот совет, АВМУ. Блокира членови на судски совет да се изберат. Блокира членови на обвинителски совет да се изберат. Блокира контролните функции. Државен завод за ревизија, на крајот моравме некој да на овој начин да се погодиме да се избере. Тоа се прашање кои јавноста за заштита на личните податоци. Да. Не очекува ВМРО, ДПМН го има прво контрол и тоа го знам и тоа го кажам. Ако дознам испрегата, ќе зборам за неја, нормално да ќе зборам. Па за мојата, за вашата, за нашата земја се работи. Во овие полуги, кај што правната држава, ќе зборам и текако јако. Во ВМРО, ДПМН. Досега што прави? Го блокира медиумскиот простор со АВМУ, заради тоа што тука е главната контролна улога на медиумите, и со македонската радиотелевизија, националниот сервис. Зошто треба да каже ВМРО, ДПМН? Тамо е Илија Димовски председател и мнозинство има опозицијата. И да си носи одговорност и таа беса. Од има свој член. Промените од вас. За гласот се даде за вас. Се даде, ама даде од 49 пратеници, за да може да биде тамо мнозинство опозицијата. Затоа ве прашувам, за да ова им го објасните на јавноста. Така. Значи, прво, да го фокусираат ВМРО, ДПМН и да опрашат. Зошто тоа не бира членови на судски совет и совет на обвинители? Што штити со тоа? И тоа не бира со години. 2,5 години АВМУ и МРТВ не се изберени. 2,5 години. Значи, толку сме на власт. А ако не 2,5 години, 2 години и 3 месеци. Еве, толку е. Целиот овој процес кој што отпочнат. Втората работа. Сите таму членови, кои што се во парламентот, да си носат одговорност за ваквите блокирани процеси. Ама сите од моја партија, и од БЕСА, и од ДУИ, и од ВМРО, ДПМН. Прво, тие треба да се борат час поскоро, заради тоа што они се бирани таму на листите. Да се комплетира судски совет, да се комплетира совет на обвинители. Оти првите реформи и контроли шуваат од таму. Кој е власт, господине Заев, во државата? Парламентот е прва власт, кој што бира извршна власт.
Ако е Заев власт, тоа не значи Заев треба да носи пресуди во судот, да прави истраги во парламентот и обвинителството. парламентарното мнозинство. Така е. Господин Јовановски, да не заборавим, бомби се пукаа, храброст се демонстрираше, по улици се одеше. 49 пратеници добив. 51 доби тогашната власт. Создадовме влада. На основа на бројките се формира и комисиите, и мнозинството. Еве таа со избори и именувања, каде што мнозинство има опозиција. Така е поделовник во собранието. И вака формираните членови на комисиите денеска ги прават и актуелните состојби. И сега викат, ќе гласат луѓето за ВМРО. Па ќе гласат тие што не ќе правна држава. Тие што сакат правна држава. Па нема да гласат за ВМРО. Как ќе гласат за ВМРО? Така да тоа нема да се случи. Но не може да очекувате дека Заев може да контролира и опозицијата. Заев разговараше со опозицијата и успеа. Тие што се честните и НАТО и ЕУ ориентираните, да ги охрабри. И тие гласа и денеска благодарение на сите 81 пратеник, ние ги доживеавме нашите стратешки цели. Но не може да очекувате дека кога паѓа наредбата од господинот Мицковски таму стои блокирај у судски совет, ќе влегол нов. А нов треба да влезе да може да работи, не може да се состават комисии, не може да носат одлуки, не може да и направат контролите врз судството. Таму блокират. Треба да го знаат тоа. Ако загубите власта, ќе пропаднат ли случаите на СЈО? Знаат сите како Белден дека ќе пропаднат. Па за тоа се бори ВМРО да. Па за тоа е Мицковски донесен во ВМРО да. За тие случаи е донесен, за ништо друго не име важно. Само тоа. Пред крај сме на интервјуто, сакам да ве прашам за рекет. Слушаме снимки во кои се препознава гласот на бизнисменот Орце Камчев, кој очигледно разговара со некој кој ви е близок затоа што сака да пренесе порака до вас, односно да организира средба. Предпоставувате ли која е таа личност? Јас не знам. Почнав да проверувам, немам ни време за да видам. Знам дека седи тој во некоја своја друштво, го слушав. Синоќ тоа баш целото како изгледа. Секако гледам дека седи во ресторан, во некој кафичли, кафана, таму се случуваат Со некој кој ви е близок? Со некои луѓе. Не го знам јас кој е близок. Стварно не го знам. Немало кај мене да дојде човек после такви разговори и слуши да каже тоа Орце Камчев, други и трети, тоа и тоа предлагат. Не, немало таков човек. Знаете дека многумина поврзуваат вашиот брат Вице Заев со дека има врски со некои од поранешната власт, со бизнисмени и така натаму и дека преку него одат некои линии. Апсолутно демантирам целосно. Вице Заев е мојот единствен брат. Тоа што го работи е бизниси на моето семејство само во Струмица. Значи нема допирни точки надвор. Таму си е посветен. Фала Богу, води за моето семејство кога коса тревата неговата и мојата коси. Кога треба да помогне домот, јас сум постојано во Скопје, моето семејство живее во Струмица и неговото име се злоупотребува. За жал, многу често ми се лути. Тој не е должен да ги свати сите овие работи, тој не е политичар, тој не членува во органи и тела дури на Социјалдемократскиот сојуз, да е член на партијата, тој не е во органи на управување или било каде во државата или било што. За жал се злоупотребува неговото име. Еве гледав јас, односно слушнав во снимките како тоа кажи Вице дали може да го најдеш, да му кажеш тоа на Вице или слично. Јас не сум имал такви повратни информации до мене, да треба со некој за нешто да разговарам, кое што е врзано со Има ли Вице Заев контакти со Орце Камчев и Сашо Мијалков? Тоа ќе треба да опрашате Вице Заев. Јас мислам дека не. Ако имал, може имал некој пат по телефон, може нешто било што, ама верувам дека не. Посебно за вака, за случаевите, за актуелните моменти, сигурно дека нема. Плашите ли од снимки кои ќе излезат, кои можат да компрометираат оваа влада по оваа основа, с која се јаве прашувам? Не. Јас прво мислам дека толку честно работиме, лошо не мислиме, не па да правиме, па закони да кршиме. Не. Ако има, треба да бидат објавени. И не дали се плашам, туку должност е на секој што има докази за одредена инкриминација или било какви докази за прекршување на закон. Должност е да ги објави, да ги пријави, должност е на секој. И тоа треба само така да се направи. Апсолутно не се плашам. Нормално работам со луѓе. Ако некаде некој се огрешил и тоа преку снимки се објави, се докаже, секако знам дека веднаш одговорноста треба да се преземе од било кој таков што е. Така да, јас сум се борел за оваа слобода и демократија, мојот народ се борел, денеска ја имаме, ја живееме и апсолутно не се плашам. Гледате како носам одлуки, како и храбри потези се публикуваат во целиот овој период и така ќе продолжиме во периодот кој што предстои. Да не заборавиме дека 2,5 години
Тргнавме од упропастена држава, заробена држава, во извештаи нотирана како хибриден режим, како заробена држава и слично, задолжена држава. Ги решивме сите отворени прашања на државата, ги постигнавме стратешките цели на оваа наша земја, економијата од минус 1,8 на 3,5%, законодавството е донесено и во делот на правната држава, и во делот на администрација, и во делот на безбедносниот систем, и во делот на борбата против антикорупцијата. За 2,5 години, со сите овие резултати, кои што ги постигнавме, со сите овие резултати, периодот на чист мандат ќе даде многу убав мегдан, резултатите да бидат неколкукратно поголеми, да дигнеме неколкукратно нивоата на квалитетот на животот севкупен во државата, вклучително и темата која што разговараме денеска и правната држава, која што без неа нема ни економија, без неа нема ни инвестиции, без неа нема да ги дочекаме тие економски параметри кои што ги очекуваме, кај што сите граѓани ќе ги чувствуваат. Затоа конечната и потврда и сигурност дека правдата и правната држава мора да бидат сериозни во државата, вратени онака како што ги очекуваме, токму очекувањата дека од тука почнуваат и сите други економски успеси и било какви успеси на една земја. Премиере, ви благодарам за ова интервју и да го завршам со нема правда, нема мир. Така има денеска повеќе правда и повеќе мир. Секако верувам дека ќе дочекаме конечно да биде комплетна и правдата, а со тоа и комплетен мирот. Ви благодарам. Фала.